Почитувани граѓани, требаше да пукне скандалот со прислушкувањето и да се слушне разговорот меѓу Ставеревски и Јанкуловска за Никола Груевски да одлучи да решава работни статуси за граѓани кои ги залажувала неговата власт. Откако целата јавност, лично од овие блиски луѓе до Груевски, дозна дека течеле само вработувања од нивниот шеф и поплаки дека не се реализирале ургенциите од министрите, бомбата од прислушкувањето експресно обезбеди вработување на лица со кои се манипулирало со години. Шокантната вест дека Груевски и Мијалков прислушкувале над 20.000 луѓе, засега експресно реши вработување на 1000 граѓани. Скандалот со прислушкувањето барем го прекина поигрувањето на власта со над 1000 луѓе. Во интерес на јавноста укажуваме дека овие вработувања ќе се реализираат без конкурс, затоа што се однесуваат на веќе ангажирани лица од оваа власт со разни договори на дело или волонтери. Бидејќи вработувањата ќе се реализираат пред да стапат на сила новите закони за државната администрација, тоа значи дека за нив нема да важат строгите критериуми од овие закони, вклучувајќи ги плаќањето на скапите дипломи за англиски јазик, компјутери и слично. Овој потек на Никола Груевски е класична корупција. Ако навистина се потребни вакви вработувања во државната јавна администрација, зошто не се трансформира веднаш работниот однос на сите категории на лица, ангажирани по разни основи, туку се најавуваат етапи. Најавените етапи оставаат впечаток дека се држат на стендбај, оние кои се уцени гласаат за ВМРО-ДПМН. Никола Груевски, под притисок на најавените докази за начинот на неговото незаконско и криминално владење, ги замрзна казните за екстерното на наставниците, го одложи екстерното за студентите, се предомисли за касапењето на хорарарите, сега ќе превработува на грбот на граѓаните. Затоа што му гори под нозете. Му требаат граѓаните со кои што си поигруваш. Благодарам.